Состојбата со нелегалните градби во Охридско-Струшкиот регион, кој што е заштитен од УНЕСКО, повод за разговор со Едмунд Адеми, председател на Комисијата за УНЕСКО при владата на Република Северна Македонија. Министре, во континуитет изминатиот период се формира работни групи, се правеа стратегии за да се излезе во пресред на коментарите на УНЕСКО за заштита на овој регион од нелегалните градби. Но на терен постојано работата се влошува. Каков е вашиот коментар за фактичката состојба? Вака, ние пред 3 години кога ја формиравме владата, реално наследивме една многу лоша ситуација во Охрид и во Охридскиот регион, поврзано со статусот на УНЕСКО. Сите ние памтиме, се надевам не сме заборавиле со сите оние градби од типот на садење на палми, од типот на правење на хидроаеродром, идеите големите на претходната влада. Се сеќаваме на субрата Рој дека ќе оправи Охрид, македонската Ница и така натаму со хотели, со сето тоа. Но ние тогаш навистина наследивме една многу лоша состојба и како влада прилично брзо, барем оној дел што зависи од владата, се организиравме и се поставивме во правец на исполнување на барањата на УНЕСКО. Да не заборавиме дека тие барања на УНЕСКО и тие реактивни нивни мисии во Македонија доаѓале и 2009, и 2011, и 2013, и 2014, и 2017 е последната каде што, нели, и сите тие забелешки биле давани цело време, перманентно. Тоа што? Претходната влада, институциите не превземале ништо во реализација на имплементација на тие мерки, не доведе до ситуација во која што не доведе, односно Охрид да биде во ситуација да биде ставен во загрозено културно и природно наследство од страна на УНЕСКО. Ние како влада тогаш реков наследивме доста лоша ситуација и во тој дел преземавме прилично доста брзи некои мерки за да ги убедиме и да потврдиме дека како влада имаме интерес да го сочуваме статусот на Охрид и да ги имплементираме до крај нивните барања. Така одма во почетокот го укинавме проектот за ски лифт на Галичица, го укинавме патот А3 што водеше од Охрид до Свети Наум. Така да беа неколку мерки на почеток. Во меѓувреме практично јас од кога сум председател на Националната комисија за УНЕСКО, тоа е септември минатата година. Ние го донесовме први планот за управување со Охридскиот регион, план кој за ваша информација требаше да се донесе 2009 година, 10 години покасно. Како држава го носевме и тоа го донесовме во јануари, крајот на декември, почетокот на оваа година. Јануари го формиравме комитетот со Албанија, една од обврските и задачите, да речеме, заради тоа што и делот на албанската страна од Охридското езеро стана дел од целината. Како влада одвоивме 4 милиони евра од сопствени средства за ревитализација на најкритичните точки на колекторскиот систем заради загадувањето и сега тој процес е при крај. Работиме со UNDP околу враќање на река Сатеска во коритото на реката Дрим и се разбира дивоградбите кои се на некој начин рак рана и можеби најчувствителното, да речеме, прашање во овој дел. Целиот концепт околу Охрид, Охридскиот дел и УНЕСКО мора да го гледа, е комплексен прво и второ мораме да го гледаме во целина. Во насока на ингеренциите кои што ги има локалната самоуправа во однос на нелегалните градби, Државната комисија за спречување на корупција побара изземање на ингеренциите на локалната самоуправа и пренесување на централно ниво, токму како резултат на немоќта можеби на локалната самоуправа да се носи со нив. Така, имаше еден таков допис и дописе практично и од страна на Државната комисија за спречување на корупција. Се разбира, за да се одземат ингеренциите на општина по однос на
прашање од урбанизам, тука надлежно е Министерството за транспорт и врски и има редица на законски процедури кои општините не треба да ги испочитуваат, за да може владата, односно Министерството за транспорт да ги превземе тие ингеренции. Јас сум повеќе склон на опција и можност од кога ќе се формира владата да се донесе лекс специјалис за Охрид и Охридскиот регион, овој заштитениот дел, за да може државата целносно да стави капа на сите процеси тамо, се со цел за да можеме работите поефикасно да ги завршуваме. Моje лично мислење, мислам дека како влада треба да размислиме на лекс специјалис само за Охрид и Охридскиот регион, овој дел што е под заштита на УНЕСКО, и тоа нема да биде прв пат ние такво нешто како влада, да верувам дека и други држави кои имаат такви територии, градови, места кои што се под заштита, имаат пракса на тој начин и мислам дека можеме да избереме и најдобра некоја пракса во тој дел за да можеме да го имплементираме тоа. Колку често комисијата излегува на терен во Охрид и во Струга и какви се вашите видувања од фактичката состојба? Комисијата пред се е политичко тело на владата во смисол на координација на активностите и на министерствата визави прашањето на УНЕСКО, но и јас од аспект како на председател на комисија барем 4 до 5 пати во изминативе 6 месеци сум бил Охрид, каде што заедно со градоначалникот и состаноци сме имале, но сме гледале и во делот каде што почна, да речеме, со расчистување со плажите и така натаму, некои за платформите кои што беа, но сме во секојдневна комуникација, она што е многу битно, се координираме, разменуваме информации, така да можам да кажам дека има, за разлика, ова зборам за градоначалникот на Охрид, за разлика од градоначалникот на Струга, кој за жал остана прилично некооперативен по прашање на УНЕСКО. Се надевам дека тоа ќе се смени и дека и он треба да биде горд што општина Струга припаѓа на еден таков регион под заштита на УНЕСКО. Министре, ви благодарам многу за разговорот и се надевам дека вашите залагања во скора иднина ќе станат реалност и ќе имаме попозитивни извештаи од УНЕСКО. Благодарам и на вас за можноста за разговор. Благодарам.